Водењето дневник на исхрана е ефикасна алатка за подобро управување со телесната тежина. Преку запишување на се што се консумира, се зголемува свесноста за навиките во исхраната и се идентификуваат потенцијалните проблеми. Истражувањата покажуваат дека лицата кои редовно водат дневник на исхрана имаат поголема веројатност да ја постигнат и одржат посакуваната тежина. Оваа практика помага во следење на внесот на калории, препознавање на емоционалното јадење и подобро планирање на оброците. За ефективно водење на дневникот се препорачува запишување на времето, видот и количината на храната, како и емоциите поврзани со оброците. Ова овозможува подлабоко разбирање на навиките и мотивите зад изборите во исхраната. Вклучувањето на дневникот на исхрана во секојдневната рутина може значително да го подобри процесот на слабење и да придонесе за долгорочни здравствени придобивки. Рецептот за помалку мрсни мекици нуди вкусен појадок со помалку калории и масти. Наместо класично пржење во длабоко масло, овие мекици се подготвуваат со минимално количество масло, а сепак остануваат меки одвнатре и крцкави однадвор. Тестото се прави со брашно, прашок за печиво, јајце, јогурт, млеко, шеќер, малку масло и ванилин шеќер. Се меша до мазна смеса, се формираат мали порции и се пржат во плитка тава со малку масло, најдобро на нелеплива површина. Трикот за помалку мрсни мекици е во температурата на тавата и количината масло. Се користи што е можно помалку и се апсорбира вишокот со хартија по пржењето. Така се добиваат лесни и вкусни мекици, без тешкотија во стомакот. Овие мекици се одличен избор за појадок или ужина, а можат да се комбинираат со јогурт, мед, џем или дури и со солени прилози. Брзо се подготвуваат, а резултатот е домашен и похранлив оброк за целото семејство.